Благодарам, председателе. Колишка се јави бидејќи ме прозвавте. Велика, извинете малку. Додека не е завршена расправа по амандманот, пратениците може да се пријавуваат за збор. Значи, проверете го деловникот. Ви благодарам. Благодарам, председателе. Почитувана Колишка, вие ме прозвавте, јас немаше да се јавам. Меѓутоа, не знам зошто мене ме прозивате кога јас воопшто до сега нема вземено збор. Но веќе кога ме прозвавте, не знам зошто не сватите дека граѓанскиот сектор е нашиот најголем коректив. Ние сме тука како пратеници од граѓаните. Да етикетирате граѓански организации дека се приклонети кон една или кон друга партија, сметам дека е целосно етички неоправдано. Доколку вие сметате дека ако како пратеничка група ги слушаме граѓаните, дека тоа значи дека ние ги приклонуваме, тука сте во многу голема збунетост, во конфузија ви е направена, очигледно. Значи, Охрид СОС, Еко Фронт, Фронт 24, 12, 24, О2 коалиција, тие никогаш не биле приклонети кон ниту една партија, тие се граѓански организации, акредитирани, регистрирани, без никаква политичка конотација, неприлни. Јас не знам од каде ви е храброста да наречете дека некоја невладина организација е приклонета кон некоја партија. Јас навистина не ве разбирам. Доколку ги погледнете објавите и на Фејсбук, кои што се апсолутно транспарентни, ние ги гледаме, колешка, објавите и реагираме на тие објави. Ние комуницираме. И за претходниот ребаланс и баланс на буџетот имаше еден куп амандмани предложени од невладината организација кои што ги пратија најтранспарентно во интерпарламентарната еко група. Тука и колеги од вашата пратеничка група се членови во таа група. Ние сите ги читаме. И сите сме согласни со најголемиот дел од нивните амандмани, барем ние сме со сите согласни. Значи, не ве разбирам како можете така пратеник да се дрзнете, да окарактеризувате, да етикетирате невладен сектор. Па ова е, јас сега ќе спомнам, значи шарената револуција беше поттикната од невладиниот сектор и ја поддржа вашата влада да дојде. И сега вие нив ги етикетирате дека се дека се наклонети кон ВМРО ДПМН. Па јас не знам, значи треба да внимавате малку што зборувате и како зборувате, да се преслушувате претходно. Како можете да направите ваков чекор, не разбирам. Еве, одговорете ми, објаснете ми. Само што некој градоначалник ги слуша граѓаните што сакаат и која порака сакаат да ја пратат и некој градоначалник комуницира со невладиниот сектор, за вас веднаш тоа значи дека тој граѓански сектор е приклонет кон некоја партија. Па дај да ја затвориме државата, тогаш да ставиме клjuč, а гледам ке ставате клjuč, како што тргнала работава со премиерот и договорот со Бугарија, и да си владеете вие, и да нема ни граѓански сектор, да нема ниту еден коректив. И сите да викаме, браво, супер сте вие, ние не чиниме. Мислам, навистина, треба да се извините на не тука на нас присутните, на граѓаните да им се извините. Благодарам.